Енергетската криза, односно високите сметки за струја, остануваат најголемиот проблем за стопанството, сметаат германските бизнисмени. Сепак, според нив и во време на криза, мора да се носат мерки за подобра бизнис клима за инвеститорите. Иако лани добар дел од нив кои што работат во земјава, сметаат дека економската состојба била лоша. За да се подобри, велат, мора сериозно да се вложи во дуалното стручно образование, проблем со кој се соочува цела Европа, а тоа доведува до сериозни нарушувања во стопанството. Сакаме да го поврземе синџирот на добавувачи и да го зајакнеме во цела југоисточна Европа, а дуалното стручно образование меѓу другото е патот кон тоа. Многу е важно регионот да го гледаме како целина. Државите тука се прилично мали, но регионот на ЈЕ како заеднички пазар е интересен за германските компании. Најновите случувања во Европа доведоа до сериозни нарушувања во стопанството, посебно во синџирот на снабдување. Корона кризата беше првиот удар. Дека има се помалку квалификувани работници признаваат и домашните бизнисмени. Од Стопанската комора вела дека живееме во време на голема неизвестност и дека мора да се посвети поголемо внимание на дуалното образование, кое постојано се спроведува со поддршка на бизнисот со цел компаниите да добијат квалификувани кадри што ги има се помалку. Живееме во време на голема неизвестност, а тоа што носи иднината. За некои компании или делови од светот тоа можеби е нов предизвик, но не и за компаниите од Балканот. Дуалното образование е една од областите во кои ние како Стопанска комора веќе подолг период вложуваме значителни напори, кои се фокусирани и соодветно структурирани, и тоа веќе дава опипливи резултати. На бизнис форумот присуствуваше и председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески, а целта е да се поврзат македонските компании добавувачи и тоа од металната, електро, IT, текстилната, дрвната и прехранбената индустрија, и тоа со компании купувачи од Германија, Грција, Турција, Романија, Албанија и Косово.